На 31 јануари ќе продолжи главната расправа за судскиот процес за пожарот во Тетовската модуларна болница што требаше да се одржи денес. Одложувањето е поради отсуство на еден од обвинетите Артане Теми, поради смртен случај во семејството и негова влошена здравствена состојба. Требаше да бидат сослушани сведоците на обвинителството откако претходно беа прочитани писмените докази, што беа предложени од страна на јавниот обвинител. Роднините на загинатите во пожарот кои треба да сведочат пред судот сметаат дека има уште виновници кои треба да одговараат. На оваа држава нема правда. Никогаш нема да има правда и немаше правда. А ми очекуваме да има правда и на овие тројца што е сега одговорност на оваа модуларна болница не се овие, има поголем зинџир на овие, има екс-министерот и тие ги знаат кој е, да дојдат овде и да кажат вистината како се изгори модуларна болница за 5-7 минути. Ние бараме правда и ќе одиме до крај на оваа правда. Пред судот повторпат се собраа граѓани кои ја искажаа својата поддршка за еден од обвинетите, докторот Бобан Вучевски. Ова е само да се префрли вината на некој што не е виновен. Овој доктор наместо да биде награден затоа што давал се од себе, тој фактички испадна жртва за некого. Затоа треба да биде праведно судењето и да се донесе правата вина и да се казни оној што е виновникот, затоа што технички прием не го прави докторот, него се знае кој треба да види дали е тоа исправна болницата. Па се собравме да му дадеме поддршка на доктор Бобан, затоа што цело време од кога знае за својата работа, он е со нас. Никогаш не ни рекол не, на секој позив се јавува, секаде кога и каде што треба, он секогаш е присутен. Само ме чуди за народов што не е олку, затоа што нема врска ова, ни верска, ни никаква припадност, зашто има многу браќа и сестри албанци што им помогнал, а не ги гледам нигдека, и нашите. Многу наши што има, што им зависел животот, а што го спасил доктор Бобан. За пожарот во кој загинаа 14 лица, обвинетите поранешните директори Флорин Бесими и Артане Теми, докторот Бобан Вучевски, на почетокот на главната расправа во декември се изјаснија дека не се виновни за делото за кое се товарат.